Ovo видео содржи доста вулгарности, клевети и пцувки. Доколку не сте спремни на тоа, ве молим навреме променете во каналот. Тото, јас кај Ев, последно сама со другарки на одмор, еден ми се пушташе и јас, знаеш, многу ми е жал за тоа, ама мислам да го Само го баци или и други Не знам, пијана бе, многу бе, пијана. Хе, здраво другарчина, како сте, дали сте ми добри? Јас сум многу добар, како што гледате. Добродојавте на ово вертикално видео, каде што разговараме за тоа дали би му простиле неверство на вашиот партнер, сопружник или како и да е. Пред да утврдиме дали би било простливо или не би било простливо, да се разбериме, ова е многу деликатна тема, што значи, како што ми кажа Сунгер Боб, можда вистина бил пијан и излегол со... ова звучеше педерски. И излегла спончака Боба, излегла со таму кој била пијана во некој одморалиште. И сега, дали јас да ја закачам со бокс или дали да и простам. Значи, од старт ќе ви кажам, насилие, особено насилие за вакви работи и особено насилие од машка према женска страна, треба да си чепнат во мозокот дотолку што да немаш примерно никаква љубов претходно од твоите родители, тоест твојава мајка и баба, за ти да ја бие женска. Ти што е многу послаба, мислам, во биење од тебе, реално. Има женски што се појаки од тебе во биење, али многу често не се зафаќаш со такви женски, заш усвари не можеш да ја биеш ако те изневери. Мислам, јас пак ќе речам, стојам за тоа дека не би било во ред да ја биеш девојката и за било што, освен да ја спенкаш, мислам, спенкањево не се рачуна во биење. Виктор, ке те пријавет шовинисти, ке те пријавет дека не си феминист, Виктор, ке те пријавет од сега. Била крива ако те изневерила или ако те изневерил. Значи да ги видиме ние претходните ситуации зошто усвари тебе девојката или дечкото те изневерил. Можда си многу досадна. Можда да речеме има таа девојката некои атрибути што ти ги немаш, а него му се значење. Можда не му даваш ти да речеме како што ќе му дај таму некоја што ја замислил, некоја пример редхет и сега ти брат, ја гледаш преака и сега девојка ти знаеш обична, пошто ти девојка ти ја знаеш дома, ти кој е подуксерка за нигде. Мислам, и оваа што е другава е таква дома, ама ти кога ја видиш баха некаде напукана и си кажеш видиш кума, ти теквит. И сега, мислам, видете, јас од моја гледна точка имам едно копче кај мене што го стегам, што го имам стегнато до сега 2 пати во животов, иако што 2 пати на то копче што сум го стегнал за моногамна врска, тоест не изневерување, биле погрешни, иако што биле погрешни, јас уопште не се каам за тоа, бидејќи кога ќе го изневериш ти партнеров, него ти не го изневеруваш, или не ја изневеруваш ти неа, туку се изневеруваш сами од себе си. Зошто? Затоа што сето тоа претходно што си го кажал и претходно што сте го направили или што си го направил за неа, пропаѓат во вода толку длабоко што е срамота дури да кажеме колку длабоко таму некаде на Тихи океан, каде што светлината не продира. Од друга страна пак има луѓе што имаат сериозни врски и истите тие се склони кон изневерување и истите тие многу повеќе имаат желба за да го изневеруваат партнерот, што ќе си во барабано и автоматски сакаш тука да менвиш гази на едно друго. Од машкава страна, например, ако те изневери таа девојка, ти ја ќе разговарам за моја конкретно мислење, нема што да правиш освен да ја речиш окей, алал да ти е, со среќа да ти е, терај си го патот и да надополниш со зборовите курво една пичка ти од кај мајка ти си една расипана курва што само некој таму на одмор пијан мој да те ебит за си многу грда и јас дури те ебев, мислев на некоја друга. После тоа нормално да ти е криво за тоа. Има сега какви не, ова е многу широка тема, какви не примери можеме да дајме, значи имат примери кај што девојката изневерува, му кажува на дечкото и му се скарува таја на дечкото и дечкото повторно ја моли на девојката, тоа е веќе еден случај во краен стадиум, значи тоа е случај од 4-ти стадиум на канцерогена врска.
што не би му ја препорачал на никого. Ако зборувам за мене сега во неколку сега не знам ова дали е вкусно да го кажам, ама мислам ајде. Мислам ова ќе го знаат само учесниците во сообраќајот. Јас имав еден случај во животов кај што има момент кај што се разделиме сега со девојкава и мисля се разделиме на дистанца, разбираш? И сега јас сум свесен дека на таква дистанца, на толку време, нормално е да девојката те, мислам, проба нешто друго сега, нели ти му си парф, разбираш? И сега јас сум дотаму пошол да ја експандирам мојава свес и на X девојка да и речам господио или господице, крши гла, што сакаш прави, само не ми кажи, значи да не знам, ево и јас за твој атер овдека во мојава престолнина, ќе сум послободен, значи послободен во смисла не деме ќе одам, ќе ебам, ќе излегам, ќе се пуштам, туку нема да се замарам многу со тоа, ќе се дружам и не е ни битно. И кога на некого му допуштиш толку автоматски, како се вика тоа, ти му даваш чулчево, ама и на ноктов неша касниве малце, олку, тој ти зема цатар и ти ја сечи драката до овде. Значи ти го остават само оваа страна ваму и изгора на се и ти постират на социјални мрежи, а ти нормално Виктор, ако си се познаваш со милиони луѓе, што сетики некој ќе има иако што таја ти има блокирано и некој ќе тебе ќе ти каже и таја тебе ти го сјеби цел период таја дури си ти таму седат верен кој некој грешен, али и то е едно од искуствата што ќе те натерат во животот да размислиш малце по open mind за оваа ситуација, зашто пред себе ти си знаеш дека си све во ред, разбираш, значи не излегуваш, ништо не правиш. И се од другава страна кога ќе ти се деси то, почнеш да размислиш кои ти се тебе проблематикиве што ти се десиле за војнина да не ти се деси истото, дополнително сваќаш дека ти на некој начин не си правил лошо и таа заради тоа фактички си се тешиш и си бараш некоја утеха во тоа да не ти е криво и да не плачиш ко пичка 24/7, туку да поплачиш пример 1-2 недели и после тоа си тера со животов. Значи, многу е битно после изневервење, ова е некој дополнително за ова, многу е битно после изневервење, да речеме, да ја согледаш ситуацијата на тој начин и да порасниш и тој евент да те направи тебе посилен за војни. Сега некој да не сака да се откачи од својата партнерка и партнер и да речи да јас му простам на ова гојдо, тој се испијанал, ошол таму нормално машко ко машко, женски ве многу саке да се лажет, разбираш? Женски вептен саке да се лажет и си виката машко ко машко, знаеш, таја му се фрлила, тој не знаел што да направи, усвори тој пример 2 месеци е бил, ама таа женска, разбираш, сака да се лажи. Во овој свет кај што лагата е доминантна и каде што љубовта е во втор план или во трет план и биднувањето на Джек пред општата популација што не обкружува нас, така наречени пријатели, кои не воздигнуваат со нашите дела, не можеш ништо друго да правиш, освен да првично не се лажиш себе си и да речиш оваа господја мене не ми се свиѓат и затоа јас ќе речам, значи ќе речам вечерва одам, имате на многу јака Redhead, молим те не ме замарај, чао, пријатно, не ме замарај, моржено, не ме замарај, многу ме замараш, досадна ми си, многу ме нервираш, многу си негативна, многу си контрол фрик, многу си грешена во мозокот, многу си правиш самата филмој, многу си бла да и ги навигаш сите тие проблематики што тебе те мачет кај особава твоја што ти е партнерка или што ти е партнер, нормално ова го кажувам од моја заш сум машко. Место да изневериш и да си клошар и да се лажиш сами од себе си или да го изневериш или да си клошарка и да се лажиш самата себе си и на тој слепецот твој, фино лепо и раскинвиш и после тоа си правиш што сакаш. А тие сите игри што поминуваат и што заминуваат, тоа е само креација на нашите страсти и на тоа дека ние
луѓето не само во 2019 година, туку и од порано не сме моногамни и нашиот секс не е драјван од само една особа, значи не е можно да ти сега си драјван твојов секс од една особа, без разлика колку ти ја сакаш, правиме умеат само за секс и си принуден на друга страна да ги расшириш твоите погледи, да ги расшириш твоите гради, да ги расшириш твојава свест, да ја расшириш и да му речеш на твојата партнерка, господјо или господјице, јас сум полигамно суштество, а не да ја лажиш таму дека ја сакаш и накрај да те изневери или да ја изневериш како пичка. Туду-ду.